Ние се селиме за она што Дејан Андоновиќ одблиску го следија, тоа се светските случувања и токму она кое што несомнено е во фокусот на јавноста, тензиите помеѓу Русија и Украина. Како може да го поврзиме овој случај, односно тензиите помеѓу овие две држави со ова што денеска се случи, а тоа дека Грузија пак доби прва жена председател, 66 годишната Салом Зурабишвили. Поврзаноста е многу едноставна. Салом Зурабишвили е практично председателски кандидат, односно председател кој во својата кампања јавно изјави дека ќе гледа Грузија да ги развива односите со Русија и со Европската унија, но и со Русија. Практично незината победа денеска представува уште една победа дипломатска на Москва во оној геостратешки дел на освојување на председателски територии, односно територии каде што председателите на тие држави се блиски до Москва. Уште еден на некој начин шамар за да потсетам дека контракандидатот на оваа председателка беше од партијата на поранешниот председател Михаил Саакашвили, кој јавно, значи партијата и тој Саакашвили, јавно се залага Грузија да влезе во НАТО алијансата, зашто околу пред 10 години дојде до војна интервенција на Русија, која со своите армии за само 3 часа го окупираше главниот град Тбилиси, го урна Саакашвили од власт и тој подоцна пребега во Украина. Дејан, во близина, односно на територија на Азовското море е она најзајакната тензија помеѓу Русија и Украина. Украина побара од НАТО повеќе присуство, меѓутоа од НАТО одговорија дека тие се доволно присутни. Европската унија изрази загриженост, меѓутоа велат нема никакви нови санкции за Москва. Може ли да ескалира целата оваа ситуација? Состојбата е веќе ескалирана. Што е ескалација? Сега за сега има трупање на воени сили, на оружје и има дипломатски препукувања кои се жестоки и кои ескалираат од час во час. Само ќе те дополнам дека и Владимир Путин денеска телефонски разговараше со Доналд Трамп, со американскиот председател, и исто така како и Европската унија изразија загриженост за состојбата. Загриженоста е следна. Таму украинците сакаат да ја подигнат тензијата, во исто време и русите сакаат да ја подигнат тензијата. Се работи за Керчкиот пролаз, кој со освојувањето на Крим од страна на Русија е веќе, да кажеме, екстериторијалност на украинската држава. Така да украинската армија има на другиот дел воена база, украинска, но за да дојде до таа воена база мора да помине низ руски територијални води. Некои велат руски територијални води, некои велат меѓународни територијални води, бидејќи формално правно Крим се уште се наоѓа по меѓународните права, значи де јуре по законот се наоѓа во Украина, но де факто е анектирана од Русија, односно е веќе руска територија. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека украинската армија доколку сака да дојде до својата воена база у Мариуполј, мора да помине низ тие територијални води. Тие денеска тврдиле дека трите бродови кои беа запленети од руската морнарица, всушност не поминале низ руските територијални води, туку поминале низ меѓународните води, така да Русија неправедно ги нападнала, ги уапсила и ги запленила. Од друга страна, Русија денеска, она што е последно, тврди дека меѓу 24-цата морнари кои се уапсени, се пронајдени тајни документи кои имале за задача да направат инцидент за да се предизвика руска војна интервенција врз Украина, за да па Украина повика помош од НАТО и да дојде до поголем судир и конечно да се реши тој украински проблем, односно присуството на проруските сили во северниот дел на Украина. Добро, во интерес на времето имам само уште едно прашање од она што пишуваат нашите колеги, новинари и оние аналитичари кои што се пренесуваат во медиумите. Ова може да потрае уште многу долго? Па велат дека ќе трае у наредниот период, но не се очекува некоја поголема воен судир, бидејќи Украина не може да ја парира на Русија воено. Од друга страна, очекувајќи дека НАТО ќе и помогне, би било многу лошо за цивилизацијата. Ниту НАТО сака да влезе у војна со Русија, ниту Русија сака да влезе у војна со НАТО, бидејќи тоа ќе биде крај на светот. Но сепак овие препукувања. Само сакам да кажем дека интересни се западните медиуми, они имаат еден наслов кој вели: што е Путин подрзок, толку е Западот понемоќен.
Дејан, ти благодарам. Ова ние ќе го следиме и понатаму. Ти ќе имаш секако своји минути во студиото, особено за оваа разврска која што иако се случува на глобално ниво, важно е и за Ќе влие на целиот свет па и кај нас. Така. Почитувани, ние овде го завршуваме студиото барем со овој блок. Следува малку позабавниот, па се враќаме некаде околу 17 часот со нови информативни содржини.